Епа! Годинава, почитувани дами и господа, само 5 кандидатки се пријавиле за изучување на македонскиот јазик и литература. Како ми се осеќа? Само 5 луѓе се пријавиле да го изучуваат македонскиот јазик. Ете, младите не сакат да ризикуваат поќе, неќат да учат нешто што евентуално му е да смениме. А и за работа во Германија, ако ќе видиш, не е приоритет некако да знаеш македонски. Само 5 кандидатки се пријавиле, заш на другиве научени ме. Или тој, или останатите се зафатени со бранење на јазикот. Абе, ајде ќе го учам, има да го бранам. Кој? Ја? Уха! И разбирливо е кој ќе видиш зошто нема ентузијазам за изучување на македонскиот јазик, заш после и да го изучиш, ќе немат за кого муавет да направиш. Сите се излезени од државава, поработа така нешто. Еве сега тече кампања за референдум во која се вели дека 60% ако има излезност на граѓаните, референдумот ќе е далеку од успешен, тој ќе биде преубаво. 6% од вкупно население, тоа значи вкупно 5 души да излезат во Македонија, преубаво ќе биде. Кој што е тргната работава не 60% излезност, туку 100% имат излезност, ама надвор од државава. Не го изучувале македонскиот јазик. За кого да го изучуват бе, после на кого ќе му го предават. Пошто училиштава не работат на одредени места во државава и тоа е све заради претходни долгови. Зато почна бројчаникот да врти и како што врти бројчаникот на триумфалната капија, така полека се враќа до грама во училиштата, струја, вода и сето тоа. Мислам дека бројчаникот треба да ги брои секоја една секунда што ја имаме потрошено за глупости правење во животот. Е тогаш би имало смисла. Само 5 кандидатки се пријавиле. Значи, не знам дали го забележавте демографскиот феномен, дека само 5 жени се имет пријавено. Пошто маживе не се занимаваат со македонски јазик, како ти кажам, то брат не е ни фраерски. Ако се пушташ на некоја, барем на шпански пуштај се. Ако се закачит нешто, брат, да се закачит, мислам, да е исплатливо, како ти кажам, не ќе одам онаму 5-6 години ќе ти бубам испити, зашо за после на крајот пак некој од пехчево да фатиш. Бати живота. Мислам, што значи то да зборуваме македонски? Акцентирај го третиот од назад. Не брат, јас ако акцентирам веќе, сакам третата да ја акцентирам од назад. Абе, убо е да вежбаш странски јазици, мислам, како да ти кажам, убо е. Не е лошо да направиш акцентска целост со некоја странкиња. То пак се рачунат како извоз. И даваш допринос за Македонија. Ама дур клецаш таму некаде странство, оти хероју, мисли на татковината.